Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш поздрав во студиото на К3 телевизија. Како што знаете, вообичаен термин е резервиран за утринска програма Нов ден. И денеска разговараме со една интересна личност од богатото историско минато на Куманово, нашата сограѓанка Љубица Кузмановска, која мислам дека ќе има да каже доста интересни работи за градот Куманово, за неговите обичаи и за животот во тоа време. Професорке, добар ден, добро дојдовте во нашата програма. Еве вовдека во нашата студија имаме еден голем број на пехари, потоа огромен број на фотографии. Мислам дека ќе ни бидат потребни часови да раскажеме, меѓутоа да не губиме веднаш време. Еве да почнеме од она што е многу важно за вас. Вие потекнувате од едно скромно семејство, па да ни кажете, еве, ние ќе покажеме ова фотографија од вашите родители, каде израснавте вие во градот Куманово, во кој дел на градот? Благодарам на поканата. Јас потекнувам од градска фамилија и по мајка и по татко. Родена сум во Карап Мала. Моите родители Гиго Цветковски, носител на партизанска споменица, работеше како директор на Гратекс, а пред пензионирање беше директор на Житомил. Мајка ми Перса работеше во Киров Етак, сестра ми во средина Беба, надимак е по кошарка, а инаку Вера сега Миладиновска, правник, работеше во економското училиште Моша Пијаде, предаваше стручни предмети право и економија, а потоа отиде за заменик на општински општествен правобранител на самоуправување. Ова најмала, сестра ми Нада, економист, се омажи во Крагуевац, бидејќи незиното момче беше на родители војни лица, Марковиќ, познат Лев Бек, играше за Куманово и се омажи таму. Брат ми на слика го нема, бидејќи 10 години после мене се роди, и Красимир Цветковски, економист во Шамничеве, а јас професор по физичко воспитување од левата страна. Вие рековте сте живееле во Карап Мала. Како беше животот во Карап Мала во тоа време? Што беше одлика? Еве имаме слушнато од многу луѓе кои гостуваа овдека дека се играло многу џамли и така наречен джелик и се друго. Точно. Во Карап Мала, значи, таму имаше од секако вид на луѓе. Тука беа глумци, познате Зупче, живееше таму, познати се биџови, тие се големи играорци, кога ќе заиграше Благе, Кицо, кога ќе заиграше на доктор Боби, значи на Гордана, татко Страшко Чингија, големи играорци. Од другата страна тоа беа на улица Никола Карев, кај што јас живеав, а преку Капичик, од другата страна моите чичовци, тука се познати биџови, кога ќе заиграше Вере Биџо и сите овие што се големи играорци. Јас се сеќавам како дете биџеви на фурња продаваа мезалак. Тој беше познат во град, цел град. Таму се снабдуваше со мезалак и кисело млеко во тави. Тоа беше атракција за ова. Така да ви кажам дека најголеми, значи, играорци, песнопојци, а инаку стварно сме играле соди и джилик. Познато е како дете се сеќавам. Инаку многу како мали ние плетевме. Се собираме, се седеше по пред улица, пред куќи се собереме сите, ќе вржеме конеци, кој најбргу ќе сплете, а јас бидејќи бев левак, па ми вика, рече ти не лажеш, вика на 2 места си вржала. Така да бевме, значи, да спомене дека во таа Карап Мала живееше еден познат часовничар Јоле.
Да. Така Тие имаше беа на Перочичо. имаше многу други луѓе, видни Ѓоко. граѓани. Сега можеби вие повеќе ги знаете. Јас сум слушал од овие постариве кажуваат дека тука во Карапмала и Борче Бирбош, докторот за жал сега покоен, и многу други академски граѓани израснале во Карапмала. Борче, точно Манасови, од десно во Ќоше, значи таму на Светозар Марковиќ, таму живееше Борче Бирбаш, а Горда, негова сестра, значи со мене играше кошарка. Инаку надолу Африка, Рад по Африка, така. Африка беше Славе Глава, значи познат професор по биологија. Понатаму имаше овие од другата страна на Ќоше во градска музика Ѓоко. Така. Ѓоко да неговиот брат Јове. Јове, Так. оваму малку погоре Тошо, директор што беше на Во банка, Стопанска и така. комерцијална банка, така да од Шестопрс и тука беше директор познат во Иво Панче Пешев, беше во татко ми беше директор на пред Панче Пешев се викаше нели ова друго имаше Панче и да Пешев. споменеме еден податок важен кој многумина не го знаат, меѓутоа многумина не го знаат дека мајката на доктор Бирбаш Борче, Мица Бирбашка, била првиот мис на Куманово. Мис на Куманово беше Бела дека најубава најубава жена. Многу убава жена, значи лепотица беше Кумановска прогласена. Елизабета Тейлор. Да, точно. Точно не? Точно е. Точно е. Да. Добро, професор, ке се годиме понатаму. Ова фотографија да ја прикажеме од вашето детство, од училишната возраст, 25 мај 1953 година, класен раководител Нада Маркова. Јас оваа слика ја понесов со цел да видат денешна генерација, ние сме биле тогај во униформи. Има што се побогати, а има и посиромашни што неки можат да купат и да се облекуваат. Вака, значи, се знаеше, секој обавезно носеше униформа во училиште. Тоа беше професорка по македонски јазик, многу солиден професор. И Што ве учише таа во тоа време? Какви совети ви даваше? На класни часови обавезно, значи, како да се понесуваме према постари, да ги почитуваме. Ако видиш да си или во автобус на некој превозно средство, треба да станеш, да остапиш мас на постар, што денеска тоа не го почитуваат, ке те гурне и ке влезе. Прв нити станува, ништо тоа ние, значи, но како да се понесуваме, значи, према постарите во сите тие области, и тоа го навистина почитуваме таа наша генерација. Сега може да споменете некои од овие луѓе кои се на фотографија, ако се сеќавате? Еве најдоле од лева страна Сладјана, пошто ми беше другарка, Милевка третата што е од ваму, инаку Кона е горе во другиот ред, инаку да ги... Гледаме нова фотографија дека класот бил доста голем. Да. По 35-40 души бевме во класот. Како беше тогаш во Крстен Мисирков во условите за изведување на настава, запалено ќумбе, тогаш не е имало парно грејење и Немаше, други работи? точно, со ќумбина беше, меѓутоа генерации бевме многу солидни, активности имаше многу, ќе го спомнам професор Ѓоко Симоновски, што еве и нашето културно-метничко друштво го носи негово име. Тоа имавме сала со бина, тука се одржува игранки за наши за ученици, тука спремаше без надомес оперети, еве ја имам тука и слики, некои може после да ги покажеме, бев слугинка. Инаку културно-метничко друштво водеше оркестри, мандолински оркестри, активности, што да ви кажам, на сите полиња. Многу било активно во тоа време. Многу, па дури и спортска сала ни беше мала се додека да се направи, меѓутоа активности сме биле едни од најдобрите во градот. Сега одиме понатаму. Ова фотографија е доста интересна, би сакал да ја прокоментираме. 18 мај 54 година. Тие се слики, значи еве го културно-метничко друштво, што го предводеше професор Ѓоко Симоновски. Во сите игрорна група имаше, ритмичка вежба. Каде ова сликано? Во училиштето. Така. Како беше педагог Ѓоко Симоновски?
Што да ви кажам, како него не се раѓа. Без надомес, цел ден да се работи, со сите секции да работи. Професор Дајле беше, значи, само за ритмички вежби, а инаку сите овие други активности, како што кажав, оперети, играорни групи, солисти, дуети, мандолински оркестар ги водеше Ѓоко Симоновски. Значи, И не случајно негово име го носи нашето културно-метничко друштво. Така, тоа е за секој почит. Ова е фотографија од 28.3.52 година Зебрњак. Да, со ученици, значи се организираше од училиштето еднодневни екскурзии до студена вода, вруќа вода на Зебрњак, и тоа е една од тие слики што сме биле на Зебрњак. Ова е од вашиот клас, така? Да, мојот клас. Одиме понатаму, овдека гледаме доста интересна Тоа е работа. оперета што е спрема година. Снежен јунак и Снежна краљица, што ги спремаше професор Ѓоко. Борче доктор рентгенолог е бил Змај. Така. Веселинка е била Снежна краљица. Цар, не е случајно му име на Живко. Император. Тој е бил, да, од овие. Кој е ова? Штерчо беше, ова е покасно, Виолета се вика. Ова долу на земјашка. Дола, што е, она е во Снежен јунак, иначе во Снежна краљица, тоа немам таа слика што сега ви кажувам кои беа Да, учесници прилike ви таму. кажавте кои биле тука. Да, јас сум еве тука како слугинка на краљица. И повторно главен креатор на цело ово е Ѓоко Симоновски. Ѓоко Симоновски, да. Добро. Професор Дајле, што не е, иако беа, да ви кажам, Оце, Гоце и Дајле, тоа беа со курс назначени, бидејќи кадар немаше, први што дојдовме Свето Аврамовски и јас, како стручни учители, инаку со курсе, меѓутоа, значи, голема желба, работеа луѓето, честно, поштено, гимнастика имаше, ритмички вежби спрема, Кај више ова? бој. Исто во училиште на наша приредба што сме. Може да ни кажете кои се овие ваши колечки од тоа време? Виолета колешка моја што е одадена во Тетово, нејзин маш судија, познат Томе во фудбалски судија што е. Раче е тука покојна на Страшета, од овие. И други. На Миле Поштар, што е Сопругата. керка. Керката. Керката на Миле Така. Поштар и тие се тие некои. Еве ние постојано овдека во студиото го потенцираме големото значење на тие спортски работници што рековме, Свето Аврамовски, Точно. Гоце Здравковски, Даљевиќ. Тие се луѓе многу заслужни за афирмација Јацо на спортот. Какви беа тие професори? Еве, ден денеска се зборува за нивните дела. Многу вредни луѓе, педагози, врни, спортски работници, сите титули се накачени на нив. Да, јас се сеќавам, ме замолија да кога дојдов како сручен работник да им одржам еден како семинар, разговаравме све и на вистина, значи што да ви кажам, честни, поштени, вредни, без надомес, цел ден работеа со сите секции. Да. Ние Како мислам, во имаме училиштето, една слика така. од тие состаноци, па продолжете вие во Соколаново е состанок, каде што се договараат активности на спортско и на забавно Точно, поле. оти ние секоја година се прави програма што ќе се работи преку таа година и на крај како бидејќи преку Партизан имаше нели управен одбор во кој одбор се менуваат членови што се и секогаш држиме и се договараме за наредна година кои активности треба да ги имаме. Секако што ја може сега да забележам овдека, вие сте тука во капутот, потоа Свето Аврам, Аврамовски, понатаму Ана, Томе Ана. Томислав Јовановски, Ана, уште еден голем спортски Да, исто работник. голем работник беше. Така. Па дури има и зборувано дека и неговата сопруга Зага многу е помагала. Да, играше кошарка со сестра ми Беба. Па понатаму до Томислав, мислам дека тука и Гоце Здравковски десно на крајот од оваа фотографија и овие останати членови на ДТВ Партизан.
да подсетим уште еднаш да тоа Партизан беше главната авангарда на сите... Се таму се собиравме, таму имаше со години, значи се менува многу председатели на Друштво на Партизан, а ги имаше сите секции што имаше. Да го споменеме Јаков Станковиќ. Јаков Станковиќ многу години беше, Бранко Стојмановски лекар и тој беше Љубо беше главен, значи за сите работи, за сите активности, трчаше за спонзорства. Еве, ова фотографија покажува дека имало активности во Соколана, се работело, што се вели од рано наутро до доста навечер, бидејќи таму се собира многу врвни спортисти и така натаму. Сега одиме на оваа фотографија која покажува дека Љубица Кузмановска најпрви била успешен ракометар на металец. Вака, јас кога работев, поставија услов да се формира женска екипа, за да може машката екипа да влезе во лига за надпревари. Дојдоа кај мене и јас моите ученички ги собрав и заедно со нив успеав да ја формирам оваа екипа. Еве Јоне на крај, до мене Рада, на Живка Судика, сестра и мажена ја живее во Љубљана, Ноне, на крај Анче Перковска, од овие Трајанка долу, голманка што не беше, Наде Јовичовиќ. Тоа се мои ученички и со нив формирав оваа екипа. Разговарате ли со нив, се видувате ли кои се живи се уште? Да. Јас ви ги посочив некои што сакав да разговара за... Оти ние во исто време и ракомет игра и кошарка. Како ми дојде од ученици, оти да ви кажам право, од сите колеги, најмногу, значи кадар има во Димитар и од Драги. Работеа многу со ученици и кога ќе дојде, јас одма ги приметив тие што се добри спортисти, јас ги веднаш уклучував во Друштво Партизан, во разни екипи, кај што сакаат да спортуваат, така да на овие, кога ќе се појавев на републички спортски, порано беа југословенски спортски надпревари, 13 години мојата екипа со женска беше првак. Само што ќе се појавевме, веднаш вика да напишеме. Тука беше Рада Крстевска, тука беше Благица Шврќо, Владанка, Сонја, освен Јасе, Сургунка, што не беа, и неколку што не беа мои ученици, другите беа све мои ученици. И со кои постигнува многу солидни резултати. Оти нема време како да кога да ги Кој беше тогаш педагог овде кога поштувате во металец? Да вела дека и Славко Симоновиќ многу работи. Славко Симоновиќ водеше екипата на Киро Фетак. Многу години и после ги зеде сите овие од Партизан нашите. Се менува имиња према тоа кој како ќе спонзорираше, бидејќи средства многу немаше. Ние игравме со своји реквизити, нема како сега што им дава на сите, па дури ги плаќа. Ми е криво, да ви кажам право, еве за кошарка, еднаш викам на Живко и на Чавдар, ајде одиме, викам да посматраме една утакмица, да гледаме кошарка. Вика, кого ќе гледаме? Па викам наши. Па кои наши, кога 12-ти наш беше од Куманово, сите другијави ден денеска купени играчи. А кадар имавме? Јас кога се појави машка екипа во ракомет, Шевро кога беше, јас бев тога предавав на 4-та година и јас ги водев тие мали олимписки игри. И јас 92 година со нив во Прилеп одев со и во Велес одев со 4 екипи, машка и женска екипа и во кошарка и во ракомет. Кога се појавев таму, сите се надеа дека ќе бидат први, јас бев едина жена, значи што ги водев и само си викам, море, мои си ги знам, ваши не ги знам противници. Ја една, друга, сите кога станавме републички прваци, значи крајна радост нема. Кога дојдовме овдека, еве има слика со нив, ќе ви ја покажам. Кипро, Верди, Маце, Поштар, сите таа екипа, значи беа мои ученици и таа со нив постигнавме најсолидни резултати. Па да, тоа остана и најголем успех на машкиот ракомет, купот на Македонија. Тоа беа наши деца. Така и Миладиновски, Ивановски, така. Да, мои ученици се и Горан Миладиновски и Кузе. Исто. Професор, ќе мора да прокоментираме дека во минатото многу беа атрактивни и препознатливи овие слетови, еве една фотографија од на градскиот стадион во Куманово.
Точно, ние Куманово бевме познати. Секоја година по повод 25. мај денот на младоста и роден ден на другарот Тито, ние се подготвуваме за слетови. Доваѓа од Белград, учевме дел по дел, ние колеги од училишта средни, така да после се усогласувавме, организиравме дефиле низ град. Главен ни беше професор, значи ако дојдовме ние како стручен кадар, ние не ги исклучивме Гоце, Аврам, Оцко, Скакла, тие беа значи главни носители, организиравме дефиле низ град. И потоа настапувавме на наш стадион, бевме на слет исто во Скопје и на слет во Гостивар. Од и Гостивар и Куманово еднаш учествувавме на слет во Белград и ние, значи, ние отидовме во Гостивар на слет, дојдоа тие кај нас, во Скопје организираме и потоа заминувавме за Белград. 20 дена се подготвувавме таму и настапувавме, значи, со години и години на тие слетови. Еве кажи ни како беше чувството кога ќе знаеш дека ќе отидеш на тогашниот стадион на ЈНА во Белград, а ќе дојде и Јосип Броз Тито и треба да биде се на високо ниво. Точно, значи бидејќи бевме голема група, тоа беше значи желба да настапиш на таква манифестација, а да го видиш и првиот човек значи во Југославија, сите наежени, се радувавме, го гледавме во живо и вежбавме фактички за него. Ево уште една фотографија од овие популарни слетови во минатото во Куманово, ја гледаме од најмала возраст, полни трибини и народ весел и расположен. Точно, јас бев како главен координатор и давав знакот кај трибините на сите во врска со она што требаше да го вежбаме и да го реализираме. Така, професор, ќе одиме понатаму. Ова е доста интересна фотографија, би сакал да ја прокоментирате. Во Дојран бевме со екипата на, ви реков, менувавме имиња, текстилец, така да, за ракомет на екипа, тука е Вуксан горе, сам инаку Чедо Трајановиќ, од другата страна овој не можам да се сетам кој е од овие и таа екипа значи имаше многу солидни резултати за време на нивна. Град на култура, на спорт. На спорт. Еве Чедо Трајановиќ, кој е починат беше извореден ракометар, па Вуксан, па Чедо Јордановски, имало Куманово врвни ракометари од секогаш. Да, Чедо значи Черчилновски имаше плејада на врвни асови во ракометот. 58 година во Штип. На турнир бевме во нашата екипа на ракомет, на еве Раче пак, еве тука Анче, Гина долу. Еве гледаме, каде е сликано во центарот на градот, веројатно? Од и турнири, тога немаше за жени лига, него на турнири се играше. Игра во Куманово, игравме во Велес, игравме во Битола, игравме во Штип. Јутро сте живееле како едно семејство? Едно. Спиевме некој пат во аутобуси, мажите на улица, кај во исти аутобус не можеш да легнеш да спиеш, лепи алва сме јаделе. Така, значи, ентузијазам голем. Желба за победа, за надпревар, за... Професор, ќе доаѓаме полека до културно-забавниот живот во Куманово. Вие паметите некои моменти од тој период. Еве ова фотографија, мислам дека кажува доста работи. 70-та година. Еве, јас се сеќавам дека имаше, ние порано на игранки сме биле, на кермеси, имаше во Феријален сојуз во Долен парк, асфалтиран, уште си постои таму се одржува кермеси, се одржува во Соколана, надвор, пред Кристал и тоа се, значи, поготово се сеќаме, имам и понесено и една слика, шоферска забава кога е држена, ловечки забави, игранки, значи дочеци на Нова година и свадби во Соколана. Претежно, инаку и во Кристал имало, во гимназија,
на тие места. Каде е оваа фотографија? Ова е пред Кристал. Може да ни кажете кои се овие луѓе овдека, ако се сеќавате? Мирко на Шемче, ова што е Жмара еве го трет таму, што е Тихо е од оваа страна втор, Тихо Теодосиевски. Теодосиевски. Така. Еве го начело таму покоен мој маш Бранко. И Мите до него им беше главен во фудбал. Мите Анастасовски. Не Анастасовски, у комитет што работеше. Добро. Во ред. Рако се извинувам. Убава фотографија, Да. еве, покажува дека и во хотел Кристал имал добра дружба. Одиме понатаму. Ова е веројатно Тоа е во Соколана горе, на шоферска забава. кои се овие наше луѓе, друштво. може да кажете некој? Еве ги овие све друштво на Бабан, ова е со сестра ми беба Егејка, како се викаше. А овој господин напред со бркови. Не можам да се сетам на негово име. Какви беа тие Иначе- ловечки забави во Соколана? Добро организирани. Добро организирани, место немаше, тоа пред месец дена треба карти да купиш за да може да обезбедиш место. Музика добра, организација на висина. Тие ни беа активности. И секогаш вредниот Чичко Коста знаеше да го направи се. Како не, беше главен Чичо Коста, ја Какви луѓе многу беа пати го Коста кажувам. и Савка? Прекрасни, да може да се справи со сите нас ко деца од 7 сабајле до 10 навечер. Ниеден не може да не истера. Ај уште малку, вика по нас, меѓутоа ние што да, што ќе ви правам. Како што рече на ваша колешка, вика секој ден вика на ќумбето чај се вари. Чај се вареше, обавезно ни даваа чај. Све од нив лично, значи не плаќавме ништо без некаков надомес. Не чуваа како нивни деца. Така. Тоа е за пофолба. Одиме понатаму. И ова е иста фотографија, само од друга позиција. Еве. Штерчо е на чело. Влајко банка што работеше овдека до гимназија во Народна банка што работеше во СОК. И друштво тие. Друштво на вашиот сопруг. Да. Кои беа другари на вашиот сопруг? Може да ги споменеме, еве. Бабан, Штерчо, Мирко, Дзоле, Жмара. Така. Се видни имиња Све за видни, Куманово во тој они, период. да, и на функции беа. Наве, Така. тие се. Одиме понатаму. Ова мајка ми, кога на забава некоја, што биле, еве ја на оваа слика, на крај долу. Не знаете Нејзино каде е друштво. ова. Тоа е пееше во градски хор, што е и таа име фотографија на некоја слава. Па професорке да споменеме дека тогаш имаше и хотел Куманово и Имаш. други места каде Да. што излегувавте, каде се дружевте, препознатливиот ловец во Куманово. И Куба. И Куба и хотел Кристал. И хотел Кристал, да. На сите тие места. Добро. Одиме понатаму со овие фотографии. Ова се фотографии од тогаш препознатливите работни акции. Вака, ние 61, 62, 63 година преку Аероклуб, јас бев таму подпредседател на Аероклуб, ние бевме на акција на Сутјеска. Така да 61 година беа кај нас на турнир раднички, машката и женската екипа, предводени од селекторот Ранко Жеравица, и заедно со нив ние бевме на акција на Сутјеска. Тоа се, значи, наши активисти, на една слика, цел оркестар, Гуцо, Раде, значи Борче, рентгенолог, во тоа време
Кои се овие луѓе тука на слика? Може да ни кажете некого? Ако се сеќавате. На имиња, може би нема да сетам. Меѓутоа, оркестарот што беше, значи Циция. Еве го на крај армоникаш што ни беше Раде. Така. И Радко Чорба бил тогаш. Чорба, па Чорба изгледа на крај. Да, во тој Нај на оркестар. крај мислам дека е тој. Да. Иначе има слика кај што они свиреа на сите инструменти, па направивме една атракција како погреб на некои деца, како деца. Направи крс, почнаме да одиме, ги собравме сите активности што ги организираме за слободно време, тоа беа, значи се собира околу нас, ние беме главни. Отаму имаше голем дел што и многу работевме и бевме прогласени ја и Гина од жени за ударник добивме значи признание на таа акција. Ние ги направиме терените на Сутјеска, што се и ден денеска значи што се одржуваат надпревари во ракомет и кошарка. Спомене професорка дека вие сте многу добар, своевремено биле добри пријатели со еден од 5 најдобри тренери во светот на аматерската кошарка Ранко Жеравица. Да. Дали е тоа точно? Точно е. Ранко Жеравица и Александар Голем тренер, Николич. да не зборуваме за неговата неверојатна кариера. Меѓутоа, тој секоја година доаѓал во Куманово. Доваѓаше, беше значи селектор, репрезентација водеше, резултати имаше многу за негово време. Многу пати значи нашата југословенска екипа беше во победник. И секоја година кога доаѓал Олимпијади Ранко нова. Жеравица, кај Чичко Коста и тетка Савка на Мекице. На Мекици. Обавезно правеше секоја година. Толку ли сакаше Мекици Многу. Ранко? Многу сакаше и нормално кога ќе дојдеше тетка Славка правеше и нејзин рецепт јас го применувам и ден денеска. Поубави Добро. Мекици немаш. Ова е 59-та година, исто значајна фотографија. 59 година прв пат на наши кошаркашки турнири дојде екипата на Партизан предводена од селектор Александар Николич. Тоа е доктор на кошарка. Кошарка. Доктор на кошарка за сите значи времења. за сите. Значи нив двајца се со Број еден. Жеравица Кои се овие луѓе на фотографија? Вера Црна, Нада Јовичевиќ, Јоне, Гина, Мите Шуга, што викат на Така. Атанасовски. Вие Јас сте и, тука? да, со Мишко Бојовиќ. Одличен кошаркар е бил Кошаркаш, Мишко Бојовиќ на да. Партизан. Да. Голем стрелец. Тоа се све повеќе слики што се со Ова е исто нивната екипа. Да. Партизан, така? Да. Еве, гледаме после тие на превари. Ова е веројатно во Пачковеве го горе, доле Драги Кукла и овие Така. истите што се на претходна Драги слика, Свето Кукла, Аврам. познат спортски работник. Спортски работник и добар фудбалер. Така. И Од да, 59-та ли беше 6-та, кога се бира прво 5 најдобри спортисти, тоа го организираше наш вестник, сега почнаа да излегуваат во вестници тие инсерти, беше Стојапа Добранка прва, јас бев втора, трет беше Драги Кукла, четврт беше Миле Фирц од гимнастика и Дејан Марич од ракомет. Тоа беа избор на Миле 5 најдобри Фирц, спортисти. Гимнастичар. одличен гимнастичар. Одличен гимнастичар, да. Таа плејада на гимнастичари. Да. Миле Фирц, Таљат Весели. Таљат Весел, таа екипа беше многу јака, позната, а после нив, значи Новица, Трајче, Стојановски, тоа беа исто големи гимнастичари, Небојша што беа Томовски, и Небојша беа прваци. Сега да ја пронајдем онаа фотографија каде што сте вие. На оваа фотографија уште едно големо светско тренерско име кое денеска се уште е активно. До вас е Душан Дуда Ивковиќ. Да, исто голем кошаркаш. И да ви кажам една анекдота, професорке, кога бев во Беорат да го снимам, му ја носам оваа фотографија на Ивковиќ и тој лично ми се заблагодари на вас, вика како сме ја сочувале оваа фотографија и човекот беше многу среќен, бидејќи се посетил на незаборавните моменти во Куманово,
Dušan Duda Ivković, Da, kога беа на турнир во сораднички. Раднички. Каде во Хотел Кристал или во некој друго место? Во Кристал сме сликани, оти ние по завршување на надпревари, заедничко дружење имавме тука, а бевме и на прием во општина. Меѓутоа, ова е на Кои се овие луѓе тука на слика Сем Ивковиќ и вас, се сеќавате ли? Гаго, го има вдека, не ги, мислам дека ги имам запишано од позади на некоја слика. Да, еве овдека пишува. Ето, Добро, одиме понатаму. Ранко, Гаго, Мишко, Зимоња, Зимуниш од Раднички, да, така. Дудо, Штрбац, Ражњатовиќ. Да, Има исто така и сите, Радњатовиќ, одличен кошаркар. И ова е доста интересна фотографија. Ово не знам каде е сликано. Пачко, Виде, исто кошаркаш, Ово дали Свето Мустик Свето? доле и ова овдека е мој од Карап Мала на Бирбаш Симе. А, Симе Еве го Антич. Симе Антич. Одличен Да, таа кошаркар и тој екипа, бил. значи, беа едни од најдобри во ова време кога тие играа. Значи Пачков, еве го Виде, Свето доле, прво беше кошаркаш, а после студија. И Симе. Врвен Не знам студија многу Света добро. Поповски, да. Свето Поповски. Во Веле живее. Генерација на сестра ми. Овдека веројатно сте ја запееле некоја песма, ама вие ќе ни кажете која песма. Еве, гледаме Да, исто весела тука атмосфера, бевме, ова е кристал. во Кристал. Се приметува во позадниот тие врата препознатливи. Точно, еве го тука и Мирко Компир, значи тој беше еден од добри кошаркаши, еве го Оцко позади, Пушкар Бранко, и тој беше еден од овие наши организатори, ни помагаше од овие. Чеде, све. Пеевме, наши на македонски, тие ги сака наши песни. Така, да. Познати беа и Со убава забава. Убава. Рековте Бранко Пушкари, него да го споменеме. Значи човекот кој беше заслужен Работеше да за се спорт, да. да се изгради тоа игралиште ракометно на Соколана. Иако не беше стручњак за тоа, меѓутоа вреден, Беше многу работен, многу активен. помагаше и многу активен. Ова е фото за другаре Куманово сликано, ама каде е ова, вие ќе ни кажете? Исто е таа слика Во Кристал. Кристал е сликано, да. По одржување на Малку турнири, поинаков интериер имало во тоа време. Да, точно. Одите ли вие во Кристал? Одевме. Да. Постојано на седенки. Па одев, маш ми таму им беше втор дом. Таму се инвентар. собира и покрај нив инвентар. Значи на И ние вашиот бевме. сопруг Кристал беше втор дом, а на вам Соколана ви беше втор дом. Соколана ми беше. Еве убава фотографија за генерации и генерации кои Да. оставиле белег во градот Куманово. Ова е 61 година. Каде во професорке? Тоа е на акција на Сутјеска. Ние игравме, кога ги направивме терените таму и прва утакмица одигравме, Ранко Жеравица не организираше. Еве ја доле Симит, негова жена од десната страна, а Калинич беше еве ја со плетенки од лева Јелица страна. Калинич. Да. Одличен кошаркар. Калинич, така. одличен кошаркаш, таа и беше сега на промоција на Во кога Куманово. вие ја организирате во Куманово и толку се израдува и се сликав со неа, значи и кажа во оваа слика дека игравме и нашата екипа. Бранка доле кокошка, што е Верче, јас Гина и така. Така, еве во. Вие се не. Па вела дека Калинич бил одличен кошаркар во тоа време кога Да. ја настапувала. Преку 160, јас секој пат ја пратев репрезентација на Југославија кога настапуваше и Може ли беше во една од фотографија да ја најдобрите прокоментирате? кошаркаши. И таа е преку аероклуб, што е со Позади гледаме чумбе огрев на дрва. и чајка што вареше тетка Славка. Тесно сопче, ама добра дружина. Тесно тука, еве го Ранко Жеравица позади, еве го Циција, Мите
Атанасовски, еве Гина, јас од активист во еден од вработени на аероклуб заедно со Кипе. Овој не сеќавам како се вика и со играч. Ова фотографија треба да ја однесеме во Белград на сопругата на Ранко Жеравица, ќе се израдува. Може. И таа беше добра кошаркарка, Добра така? беше. Да. Играше за Раднички. Еве уште една фотографија, сепак да го покажеме Ранко Жеравица, тој е човек Заслужува. заслужува меѓу 5 тренери на сите времиња во светска аматерска кошарка. Ранко Жеравица и Голем педагог, голем стручњак. кои се овие Што да луѓе кажам? тука? Овој со научариве, Не е наш од Куманово, најверојатно е од екипата на Раднички, не можам да се сетам кој е од тие просечни. а овие долу? Овие се наши од Куманово све. Така, еве. Нашите надпреварувачки. Па еве, мене ми има откажувано дека по завршувањето на напреварите во Соколана имало некое место каде што Цветковиќ и другите заменувале на вино, на скара, на дружење, на песма, Да, на забава. да. Меѓутоа, тоа место не може да го откриеме. Не сум била, не се вика ни сите, тоа е само една група била. Така. Слушнавме, ама не знам, никаде не. И она што е било карактеристика кога се игране тие турнири било голем студ, снег, мраз. Па точно заради тоа што се одржуваа на 29, 30, 31 и 1, 4 дена, значи при крај за време на зимски распуст. Навистина беше многу ладно. Колку може да згрее едно ќумбе што е, меѓутоа ние се загрееме, кога играш нормално ти е пријатно, не ни осетиш на студ, желба да победиш, желба да играш. Е, овде кога споменеме, вие сте во ова фотографија со уште едно големо кошаркарско име од тоа време, Драгутин Мишко Чермак. Да. Еден од најдобри кошаркаши. За Раднички играш. На Раднички. Велат дека Драгутин Чермак на тие турнири бил магнет за сите жени. Лепотан. Точно. Кои се овие други луѓе на фотографија? Еве Нада прогласена е за професорка беше во 11 октомври, прогласена беше за мис. Тоа господја горе во лево. Лево Рака што држи од ова, од левата страна. Така. Она беше прогласена за мис. Пошто Добро. секоја година се бира лепотици. Така. Почнувајќи од што ја спомнавме Бирбашка, па Така, сега Драгутин Чермак живее во Америка неколку години и мислам дека и оваа фотографија кога би ја видел би се израдувал многу. сигурно. Затоа што професорка еве кога бе во Белград, сите тие луѓе велат дека Куманово им останало многу пријатно сеќавање, не само преку тие соколански турнири, него преку она препознатлива кумановска гостопримливост и дочек на сите тие големи светски великани. Да. Тие велат дека Куманово им останува како една убава, богата историја во нивниот живот. Традиција си беше, најмалку 20 години се одржуваат турнири, како што ви кажав, град на спорт беше. Така, да. Што за жал сега немаме, значи, фудбалска екипа да немаме во Да се надеваме дека ќе има. меѓутоа. Еве овдека сите чаши дигнати горе. Еве како треба денеска да изгледа еден живот на секој човек во Куманово, смеја, Многу веселба. скромно, немаше ни ручкови, ни ништо. Еве тоа што е ставено само. По едно пиење и толку, ама дружење, песна, кој е овој игра, господин со све. армоника? Виде Ластавица. Ау, Видосав Даневски Да, Ластавица, Даневски. да. Да, Симе позади него. Еве, Антич. да го споменеме и Видосав Даневски, исто така еден голем наш кошаркар, голем кошаркар. рекордер, 11 рекордер. турнири им учествувано. Точно. Овие Еден луѓе од кои се најдобри. долу? Тоа се исто од екипа, не се наши од Куманово, од Тие се другите од страна. екипи што се од страна, што се иначе тука се овие наши
Јоне Верчеови е Горда. Дали е точно бендот. дека Видослав Даневски бил главниот човек кој ги забавувал сите со армоника? Точно, тој беше Знаел да пее. организатор на одржување на, идеше по улици, значи на серенади, беше главен, доваѓаше и кај сестра ми, значи да пее староградски серенадни, тихо, полека, со музика, со гитара, значи се, тоа беше традиција у Куманово. Е многу Многу. Многу Колко убава- е, не ми е многу жал, убава значи... фотографија. Ова е 59 година со екипата на Тетово, така пише во Да, овдека. турнир. Кога беа кај нас, ние се сликавме со учествуваа на наш турнир. Екипа од Тетово заедно со нас направивме една слика. Во Соколана. Заедничка, во Соколана. Е, Тоа професорке, е наша и екипа. ајде Прва да споменеме петорка. уште еднаш ова прва петорка легендарна на ДТВ Партизан. Да. Еве Мира Сладич, Раче, јас, Гина и ова ни беше како дојдена од појачање, зедовме од друга екипа, не знам како се вика. Се појави. Од овие кои се живи? Не знам Сладич кај се наоѓа. Во Србија Гина не е кај живе? почината, не знам кај живее. Гина е почината, Раче е почината. Ние немавме Да. контакт, дојде како појачање ја доведоа од друго место. Изворена фотографија Да. за сите времиња. Ова е ваша лична фотографија не со, мора, со не е Бојавиќ. bitno, Да. Еве, професорке, значи вие се гордеете што сте биле дел од тие соколански случувања. Меѓутоа мора да ги покажеме и овие фотографии каде што повторно се гледа како било забавно и весело. Еве сега камерата покажува 70 години Сојуз за дружини на пензионери, тоа после ќе го прокоментираме. Одиме сега на оваа фотографија која покажува доста убави моменти, полни чаши пиво. Каде ова сликано? Во Кристал е сликано, што ви кажав дека ние секогаш учествувавме на тие забави. На сите Било да забави, е да. шоферска, било ловачка, било дочеци на Нова година, тоа е друштво, значи на... Незаборавно наше. било, да. Овие луѓе на фотографии кои се, може да ни кажете некој? На Дивница Глигориева маш, таму Мирко до него, Мирко Добро. шофер, доктор, овие што се сите друштво на Машми. Така, препознатливо друштво. Да. Ова е Еве ги исто од тие. иста екипа. Јове директор на Монопол, друштво. Еве го Мирко, значи шофер, дневни лекар, што е во пензија. Демо ли се викаше овој албанец, исто спортски работник, од овие што е. Дзука, обвинител, еве го на оваа страна до Јовета. Драги Црна, Познати кумановци. Мира, познати кумановци, што е на Зоран Шебек. Незаборавните шоферски забави. Да, Весело оро, весело, расширени раце. што да ви кажам. Големи играорци, големи песнопојци. Е така. Е, професорке, сега доаѓаме во денешно време. Овдека на нашата маса имаме многу признание и благодарници кои ви се на вас дадени за несебичен придонес во развојот на спортот и физичката култура во градот Куманово. Еве, 70 години плакета, па една благодарница, па друга, па трета. Што за вас значат сите овие признанија? Да кажеме на нашите гледачи дека вие веќе имате 80 години од вашиот живот. Точно, јас 98 година, кога
заврши мојот работен век, значи замина во пензија и веднаш се вклучи во Здружение на пензионери, а во тоа време се одржуваат 3 републички надпревари, спортски надпревари, што се организатори Сојузно Здружение на пензионери на Македонија и се надпреварува во трчање на 60 метра кај Куба и фрлање на ѓуле. Освоив прво место и прв пат тогај се организираше, значи, избор на спортист на година преку Здружение и ја добива оваа вазна. Што е наредна година, значи, исто со години, значи, се организира и немаше медали прво, еве тие се признанија што ни ги дава. Во 2 дисциплини се надпреварував, се такмичев, значи, во фрлање на ѓуле и на 100 метра и освојував, значи, први места и ги добива овие признание. Прво, значи, што реков, на 3 во Куманово, па во Кристал имаше Борче Протиќ, беше главен градоначалник ни тога и ние во Кристал организиравме ние прием и забави. И тие наредни години, значи, во Виница, потоа, значи, во Велес дава овие признание што дел од нив ги донесов на овие надпревари. Да. Инаку после почнаа да ги даваат медали и све додека се надпреварува, бидејќи после се донесе одлука да се надпреваруваат во една дисциплина. Јас во трчање на 60 метра со години се надпреварував и добивав, значи, овие признание. А потоа, значи, кога станав член на Републичка комисија за спорт, нема право на надпревар, бев главен координатор и судија од овие. Иначе овие медали што ги имам од моите ученици на Југословенски спортски игри. Мојата екипа во пикадо освои сребрена медаља и на мене ми дадоа, така да од таму ја имав. И овие во златна медаља, што ви реков, екипата на Шевро, значи со која што освоив прво место, добив, значи, и јас златна медаља. Себе ова интересна 75-та година за придонесот и залагањето во развојот на физичка култура во општина. Во општина. Добива секоја година признание од Друштво на Партизан, од други активности што ги има во град, што ги организирав, што помагав и добивав, значи, дипломи, признание за ова. Да, многу признание, многу дипломи. Имам преку 170 дипломи, медали, признание, благодарници. Ево, ние ќе покажеме дел од нив да видат гледачите дека вие сте еден голем спортски работник во Куманово. Ова од Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија за Како ви интересот кај пензионерите еве за сите овие спортски активности? Има интерес. Ние преку околу 100 души, значи, што се надпреваруваат во дисциплини предвидени со програмата за републички надпревари, стрелјаштво, домино, пикадо, табла, атлетски дисциплини, ѓуле, скок од место, шутирање на кош, шутирање на пенали на мали голчиња. Значи, во сите тие дисциплини. Камерата ја прикажува ова како златен олимписки медал. Да, исто, еве, како спортист на година бев изберена, во ова прогласена и добив, значи... Еве, дека сте универзален спортист, покажува и ова диплома атлетика. Значи, сте поштане со ракомет, па кошарка, сега во овие години атлетика. Како, значи, пензионерка, повеќе во атлетика. Да. Ви реково. И после 10 години јас се формира нова дисциплина брзо одење на 100 метра. Славица Ламбаша дојде, викам, Славице, земи ти, викам, трчање на 60 метра, јас ке земам брзо одење и таму освојував, значи, медали. Професор, ке ве жал некогаш, еве, сте играле кошарка успешно, ракомет, да станете професионален тренер. Јас и бев, имам фотографија кај што станави тренер на женска екипа во кошарка. Така. Во кошарка, а потоа, значи, не сакав, значи, да се оделам од нив. Јас почнав да ги организирам надпревари на ветеранки. Така да, значи, екипата ракометна, еве, овие се некои слики, кај што ние, еве, тренер кога станав, ова е екипа, доле се тие
Ovo je во кошарка. Тренери во кошарка. Ево да ја Што ги покажеме оваа организиравме слика. и да. Ево тука е Еве го Зоран, Зоран, да. Тој не Сузана организираше, да. Драган, колку што ги Драган, спознавам. сите тие ние ги формиравме оваа женската екипа и ние бевме тренери на таа екипа. А кога отидов значи во пензија, јас пак продолжив за 8 март ги организирав мои ракометарки од сите екипи во кои што се и одевме во Велес на надпревар. Ова- И освојувавме први места, еве, Овие што и сте ги стои учеле таму вие? позади. Тоа се Тоа се сите ваши. овие наши... Буба, Славица, Викторија, Тања, Миленка, Да, така пишува. све веќино мои ученици. Славица во спортска сала што работи Така. уште и таа беше во Кирофетак. Мешано бевме, значи ги организирам зага на Дајле, професор Дајле Керка. И ние одевме значи на турнири во Велес и таму се организираа надпревари во турнири за машка и женска екипа во ракомет ракомет. и ние значи освојувавме секогаш први места. Ова со мои ученици како инструктор по пливање и по скијање сум ги водела секоја година. Дали чувствувате, професорке, замор, ве работите напорно, меѓутоа ово ви причинува задоволство? Задоволство ми е, елан за работа имам уште, не се заморувам. И ден денеска, ние овие 2 години само овие игралишта што се одмаралиште ги зедоа, ги дадоа на деца со посебни потреби и нема кај значи да одиме. Иначе секоја година јас организирав со ученици од основни училишта, значи организатори беа учителки, тие ме водеа како инструктор по скијање и пливање и нема дете кое не сум научила и да плива и да скија. И 20 години значи како инструктор бев во Тиват. Тоа е екипа на Овај фотографија да ја прикажеме. Тоа е екипа, значи, која што освои златен медал. Овие се исто таа слика. Тоа е во фудбал и ова, значи, познати се Горан, директор на Водовод во оваа слика. Кои се овие луѓе тука? Еве го Кипро, Верди, Маце Поштар, Перица, долу, Ивица. Таа Перица екипа, значи, Јовановски, со да. која што освоив прво место и златен медал на Подоцна стана успешни ракометари. успешни ракометари, а понатаму после се уклучија и Миладиновски, Горан, Кузе, овие што се од таа екипа. Професорке, 57 минути разговараме, полека мора да го превршуваме нашиот разговор. Мислам дека кажавме доста работи, може да зборуваме уште часови. Ова е многу битна оваа фотографија прикажеме што ова. организиравме, ние бевме на водени лудори во Скопје. Го освоивме првото место. Мислам, пишува таму на слика која година е била. 4 април 98 година. 98 учествува значи на водени лудори во Скопје. Таа беше добра традиција. Така. Мислам дека кажавме доста работи, ќе ја поканиме пак кога ќе има некои ваши интересни новини пред се од пензионерските ваши активности. Останува ли и понатаму и вашето мислење дека Соколана е вашата втора куќа? Втора куќа ми е било. И ден денеска, кога ќе поминам таму, просто ми се плаче во каква состојба сега се наоѓа, а нас младоста не помина таму. Ево, сега градоначалникот најави дека Соколана ќе стане музеј. Обеќа дека ќе очекува значи да се даде на општина и општина да ја реновира и Што да се тоа ќе остане. значи за вас, еве и за сите граѓани, ако Соколана се врати во стариот сјај?
Јас пак ќе се вратам таму и ќе организирам и некој турнир, ќе си шутирам на кош додека можам. Може ли да ги поканиме тогаш да дојдат во Ивковиќ и Славнич во Куманово? Може и да се направи од овие ветерани, може да одиграме една утакмица. Да, што е, ревијално. ние ќе сме многу ревијална, нека бидне, ќе се менуваме сите тие што се живи, ќе направиме екипа, ќе се подсетиме на оние што починали и што беа тука и може да се организира тоа. Професор, ќе ви благодарам уште еднаш и благодарам за одвоеното време и се гледаме во некоја друга прилика за некои нови моменти од вашиот живот. Добро, и јас се надевам дека ви се заблагодарувам на поканата, да зборувам, имаше и ден и ноќ, па немаше да го кажам она што. Мислам дека доволно скоро еден час кажавме интересни работи. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот на денешната програма. Продолжуваме утре со нови атрактивни гости на К3 телевизија. Имате пријатен ден.